Добро вечер, почитувани гледачи, во првото јануарско издание на емисијата Европски клуб во новата година. Повод за информирање и ова година најавуваме дека многу тоа ќе се случува на релацијата Република Македонија, Европската Унија, секако и со седиштето во НАТО. На Република Македонија ја останува да ги заокружи своите активности кога се во прашање реформите од Европската агенда, кои што будно ќе ги следи понатаму шпанското председателство. Вечерва со нас во студиото е Александар Спасеновски, ко-председавач на Мешовитиот парламентарен комитет. Добро вечер. Добро вечер, ви благодарам за поканата и поздрав до вашите гледачи. Што му останува на македонскиот парламент, кои активности, кои закони да ги заокружи, со оглед на тоа што и оваа година македонскиот законодавен дом најави дека ќе работи на курсот на патот на Европа? Па, Собранието на Република Македонија представува една од централните институции која што на дело го спроведува интегрираната Република Македонија во Европската Унија, заради тоа што најголем дел од реформите кои што се согласила македонската држава да ги спроведе за да го прилагоди општеството за да се интегрира во Европската Унија, треба во форма на закони да бидат усвоени од страна на македонското собрание. Така било низ годиниве до денес, така ќе биде и во годината што предстои и во годините што следат се додека државата целосно не се интегрира во Европската Унија. Оваа година, како што тоа го кажа нашиот председател на собранието, но и како што говори реалноста, Собранието на Република Македонија ќе продолжи активно да работи на овој план. Законите што стигнуваат од владата на Република Македонија во форма на предлози се расправаат во Собранието на Република Македонија, во неговите работни тела и по брза патека, со оглед на тоа дека станува закони кои што представуваат дел од тој процес на прилагодување на македонското кон европското законодавство, се усвојуваат по така наречена брза патека, на брз начин, се со цел Република Македонија колку е можно поскоро да ги заврши реформите, за да можат нашите сограѓани колку е можно побрзо да се интегрираат во Европската Унија. Минатата година нашата држава имаше еден значителен европски исчекор. Ние сме среќни, сме задоволни, тоа го кажавме повеќе пати, што државата успеа конечно да се избори за укинување на визниот режим, да добие позитивен извештај од страна на Европската комисија, да добие препорака за почеток на преговорите, што представува се на се една потврда дека изминатата година работевме прилично ангажирано и прилично посветено и јас се надевам дека тој успех од 2009 година ќе представува еден мотив за собранието, за политичките партии, за целата јавност, уште повеќе да се ангажираат на планот на европските интеграции. Впрочем и интегрирањето на Македонија во Европската Унија представува заедничка цел на сите партии, на сите етнички заедници, а според анкетите повеќе од 90% од граѓаните цврсто веруваат дека Република Македонија треба да има сигурна и известна европска иднина. Само накратко, кои се на листата на приоритети закони, бидејќи минатата недела европредставникот ФУЕРЕ најави за 3 закони, тој е деловникот на собранието, потоа за антидискриминациониот закон и уште за што ќе биде реч? Па да, амбасадорот ФУЕРЕ е во постојани контакти со сите политички партии, со владата на Република Македонија преку заменик премиерот задолжен за европски интеграции. Да, и законот за администрација, да. И во таа смисла тој ги споделува со нас и со сите релевантни фактори неговите очекувања за тоа што државата треба да направи. Но тоа е и прилично јасно заради тоа што Република Македонија има превземено определени обврски и има еден одреден патокас по кој што се движи и врши рамки, ги остварува конкретните реформи во рамките на определен и утврден период. Во однос на актите кои што ги споменавте вие, се разбира дека и ние сме запознаени со нивната природа, ние очекуваме дека соодветните ресори од извршната власт во Република Македонија ќе ги подготват соодветните предлог законски решенија. Ние за нив ќе расправаме во рамките на работните тела на Собранието на Република Македонија, ќе искажуваме сопствени ставови кои што ќе бидат на линија на интеграцијата на Република Македонија во Европската Унија и на линија на европските искуства со односните закони и се надевам дека тие кои што ги споменавте, но и серија други мерки кои што представуваат дел од оној процес на интегрирање на Република Македонија во Европската Унија ќе бидат усвоени оваа година како што е планирано, за да може државата конечно да има уште еден европски исчекор и се надевам дека на крајот на оваа година која што току почна ќе имаме прилика да поразговараме и да заклучиме дека државата сепак работела, дека институциите биле посветени, дека политичкиот диалог во собранието функционирал одлично и дека како резултат на сите тие фактори државата успеала да ги реализира задачите што самата си ги поставила.
Вие во годинава која што интензивно ги најава активностите Европскиот парламент, бидејќи тој според Лисабонскиот договор кој што стапи на сила од 1 јануари, ќе има малку поинаква улога, многу позајакната. Ќе патувате во Европа бидејќи сте представник на македонскиот парламент со европски парламентарци. Меѓутоа, пред да го продолжиме разговорот, да ги погледнеме на новите информации што се случуваат во Европскиот парламент. Во Европскиот парламент минатата недела започна презентацијата на новите министри кои ќе ја сочинуваат новата европска влада. На 26 јануари е закажана седницата на Европскиот парламент, а на која европарламентарците ќе треба да го дадат зеленото светло за новите повереници. Но како што е најавено од Европскиот парламент, пред да се формира новата Европска комисија, пратениците од најголемата партија Европската народна партија побара од председателот на Европската комисија Барозо претходно да се договорат за тоа како овие две институции ќе соработуваат, односно пратениците од народните партии побара да се потпише меѓуинституционален договор. Меѓу најконтравензните барања на европските народњаци се сослушувањата на некои посебни европски дипломати и амбасадори на Европската унија, кои ќе ги именува новата шефица на дипломатијата Кетрин Ештон. Барањата се однесуваат посебно за оние дипломати кои ќе бидат именувани на важни места, на пример во Русија и на Блискиот Исток. Пратениците на европските народни партии сакаат активно исто така да бидат вклучени во преговорите за меѓудржавните договори, бараат и еднаков третман со Европскиот парламент и Советот на Европската унија, подобра постапка во донесувањето на законите и подобри годишни законодавни работни програми. Останатите политички групи на Европскиот парламент со овие барања не се согласија. Се враќаме овде во студиото 4 на Македонска телевизија. Почитувани гледачи, вие гледате емисијата Европски клуб и нашиот гостин Александар Спасеновски. Европскиот парламент, релации македонскиот. Вие наскоро ќе одите, претпоставувам, на средба во која што и понатаму ќе биде извештајот на Република Македонија реализирањето, но и сите комисии кои што се Европскиот парламент будно ги следат настаните околу најтешкото прашање што е условувано од Европа и од Европската комисија решавањето со спорот. Да, па добро, иако процесот на европски интеграции представува еден прилично екзактен процес во кој што ги знаете кои се вашите права и ги знаете кои се вашите обврски. Република Македонија претпоставено требаше да има далеку полесна задача заради тоа што пред себе го има искуството на некои други држави кои што беа дел од поранешниот социјалистички блок, а денеска се членки на Европската унија. И во таа смисла прилично јасна беше патеката и прилично јасни се оние критериуми од Копенхаген кои што ги претпоставуваат, во себе ги впиваат сите оние задачи кои што државите треба да ги реализираат за да се интегрираат во одреден момент во Унијата. Но Република Македонија, за жал, како што впрочем тоа го е карактеристика на вкупните процеси на меѓународната политика и нејзините реалности, сепак се соочи со еден наметнат спор кој што иако формално не е дел од критериумите за членство на Република Македонија во Европската унија, сепак во голема мера гледаме дека го тежнува нашиот пат. Република Македонија на крајот на оваа година, иако имаше се извинувам формална потврда од страна на Европската комисија, која што е орган која што во себе ги впива интересите на самата Европска унија како посебна институција, сепак не доби формално почетокот на преговорите за членство во Европската унија не го отпочна заради тоа што во рамките на Советот пак на Европската унија, каде што се олицетворени интересите на државите членки и каде што одлуките се носат со вето, формално таквата одлука не беше донесена, разбирливо како резултат на спорот кој што ги има Република Грција, би рекол, со Република Македонија околу уставното име на нашата држава. Во таа смисла, иако можеме со жалење да констатираме за таквата неправда која што Република Македонија ја доби, сепак останува посветеноста и останува решителноста на институциите да продолжат да го менуваат општеството, да продолжат да ги проведуваат реформите, да продолжат да ги носат законите, конечно да создадат колку е можно подобра и поразвиена Македонија, бидејќи на крајот на криштата реформите кои што ги прават институциите, посветеноста на сите политички партии, во крајна линија се прави за граѓаните, а чинот на формалното зачленување во Европската унија представува еден вид на потврда за еден пат кој што во минатото бил оден. Во секој случај, јас се надевам дека и разговорите помеѓу нашата држава и Република Грција под покровителство на Обединетите нации во